Аерозагадувањето во Скопје вчера беше под алармантниот прак од 200 микрограми на метар кубен. Сепак загаденоста на некои места беше 3 пати поголема од границата од 50 микрограми на метар кубен. Па така, во ректорат се измерени 170, а во Лисиче 163 PM10 честички на метар кубен. По надминувањето на алармантниот прак од 200 микрограми на метар кубен во вторникот, беа воведени вонредни мерки за намалување на аерозагадувањето, а веќе вчера беа укинати. Дел од тие мерки е и бесплатниот јавен превоз во град Скопје, кој од вчера од 20 часот е повторно укинат. И покрај расчистувањето на воздухот од град Скопје апелираат до граѓаните да не ги користат возилата без потреба. Повеќе лица да се возат во едно возило, да се користи јавниот превоз, а за затоплувањето на домовите да се користи суво и чисто дрво без принеси од земја и од отпадоци. Од владата пак најавија дека се размислува за дополнување на сетот мерки за намалување на загадувањето на воздухот. Министерството за животна средина го објави првото видео снимено од дрон со кој се ловат загадувачите. Од инспекторатот најавуваат дека нема да застанат на ова и инспекциите со дрон продолжуваат на територијата на целата држава. На снимката може да се види Вардариште, претоварната станица на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, како и мостот кај Лисиче до реката Вардар со опожарено диво сметлиште и интервенција на противпожарната единица. 2 дена по објавувањето на видеото од дрон од страна на Министерството за животна средина и Државниот инспекторат, камерата на телевизија Нова на неколку локации во околината на Вардариште ја затекна истата состојба. Властите засега не преземаат ништо за расчистување на сметилиштата кои се наоѓаат на овие локации, иако Министерството и Државниот инспекторат почнаа да ги ловат загадувачите со дрон, депонијата доби казна од 8500 евра и рок од 90 дена за да постави филтри и да го реши проблемот.